Пред почетокот на летната сезона, најдоцна до крајот на месец мај, Охрид ќе добие модерен аеродром. Започна реконструкцијата на Свети Апостол Павле, вториот македонски аеродром. Ова е прв голем зафат откако постои аеродромот и е историски момент за Охрид и останатите општини кои гравитираат тука. Станува збор за инвестиција вредна 2,7 милиони евра. Парите ќе бидат наменети за изграда на нова административна зграда, реконструкција на терминалната зграда, проширување на капацитетите на аеродромот, што ќе влијае позитивно на економскиот развој и туризмот во регионот. Аеродромот во Охрид ќе добие 4500 метри квадратни функционален простор, што е двојно повеќе од сегашните капацитети, што значително ќе ја подобри неговата функционалност. Инвестицијата е во повеќе фази. Едната е ова што се гледа и што се работи, но постојат и многу споредни инвестиции кои што сакам да ги споменам. Прво, тука се активностите на МНАФ, поврзани со сигурноста на небото и со контролата на летање, каде што еден модерен радарски систем веќе е интегриран и работи тука, а веќе интензивно се работи на Скопскиот аеродром. Понатака изградбата на автопатот Охрид-Кичево, кој што е дел од коридорот 8, можете да видите дека овој дел е веќе завршен и дека од Охрид буквално за 5 минути се стига до аеродромот, а од Струга некаде за 10 минути. Ohrid, as you all know, is the heart of Macedonian tourism, a place of history, natural beauty and Охрид е срцето на македонскиот туризам, место на историја, убавина и топло гостопримство. Искрено верувам дека може да блесне уште посветло на светската сцена, пречекувајќи се повеќе посетители и гости. Николовски истакна дека од почетокот на мандатот на оваа влада има 24 нови дестинации од Скопскиот и Охридскиот аеродром. Она што е многу важно, што почнуваат да се воспоставуваат дестинации за кои не се плаќаат субвенции. Николовски оптимист дека бројката на патници и натаму ќе расте. Најдобар доказ за тоа е дека минатата година помина само Скопскиот аеродром 3 милиони патници, вкупно некаде над 3 милиони и 350. Оваа година очекувам над 3,5 милиони на двата аеродроми, а веќе следната година ќе таргетираме над 4 милиони патници на двата аеродроми, што многу ќе значи за целата држава. Ваквиот развој ја зголемува атрактивноста на Македонија и кај странските туроператори. Премиерот Мицкоски е задоволен што интересот расте. Со еден сме веќе во завршна фаза на преговори, мислам дека веќе сме и пред потпишување на, односно склучување на договор. Станува збор за туроператор кој што надвор од сезоната, условно кажано, иако се трудиме сезоната да биде 365 дена овде, надвор од една летна сезона да донесе некаде вкупно околу половина милион ноќевања. Анализите покажуваат, врз основа на досегашната соработка со овој туроператор, дека гостите кои што тие ги носат дневно трошат, вклучително со сместување и останатите трошоци, просечно околу 170 евра. Со вовојдување на авиолинијата Охрид-Милано, од денеска почнува летниот распоред на летови на двата македонски аеродроми. Од Охридскиот 8 авиокомпании ќе летаат до 17 дестинации. Од мај, Austrian Airlines ќе почне со летови од Охрид до Виена, а од јуни Визер ќе почне да лета и од Вроцлав и Катовице до Охрид. Претходно овој месец Визер веќе започна да лета од Охрид до Братислава. Оваа година се очекува континуиран двоцифрен раст.